Реката е насекаде. Во водата која тече во домовите, во нивните разбренувани тела. Во снегулките што лебдат и се враќаат во течението. Ова е извадок од книгата Водни тела од Ана Аврамовска, а токму авторката е тука со мене во студиото, која што ќе ни го презентира незиното најново дело. Добар ден, Ана. Добар ден. Ова е твој втор роман, така? Не, прв. Прв? Да. Се извинувам. За какви тоа водни тела пишувате? Па вака, со водните тела, на некој начин сите ние сме водни тела, според мене, и сакам да ги разбуденам границите, нели, што го делат човекот од самиот себе си, што го делат човекот од природата, што го делат човекот од другите луѓе. И сакав некако да ги проблематизирам претпоставките што ние ги имаме за самите себе си. Што всушност значи да си човек, што каква е нашата меѓуповрзаност со природата, и сакав да ја истакнам баш таа меѓуповрзаност со луѓето што ја имаат со природата. Човекот е од природата, но последно време се однесува како баш и да не е. Да. Како вие тоа го толкувате? Таа оттуѓеност од таму каде што доаѓаме, каде што припаѓаме. Да. Па нели тоа е уште ододам, нели, Декарт вели дека ние сме ad extra, надворешни од природата, дека сме надвор, дека имаме поголема моќ над природата, но мислам дека тоа не е така. И една од главните инспирации за мојот роман беше нашето народно творештво. Мислам дека во нашето народно творештво природата игра една огромна улога и баш ја проблематизира таа дефиниција за тоа, за нашата меѓуповрзаност со природата. И постојано, нели, во нашето народно творештво ние опејуваме природата, се инспирираме од природата. Нели, таа позната тага за југ од Константин Миладинов не зборува за тага за нели, например, за некој општество конкретно. За некоја зграда или туку за божествените убавини се езерото, гората, исто така песните сонцето, да, песните на Кучо Рацин, исто така. Така да мислам дека нели во нашата култура народното творештво игра круцијален дел, во нашето народно творештво природата игра огромна улога, и мислам дека во моментот ова што се случува, нашето отуѓување е девијација од нашата култура. Мислам дека тоа не било така, и дека во моментот гледаме на секаде. На погрешен пат сме. На погрешен пат, да, дефинитивно. Да, никој не е напишал до сега поема за зградите кај Джевахир или за... Па да, или за загадениот воздух. Всушност во романот пишам за загадениот воздух, но како проблем. Тоа подосна ќе да прашаме за загадениот воздух. Сега, главната протагонистка во овој роман е повратничка од Австралија, која доаѓа во родното Куманово. Дали се тоа автобиографски елементи? Или е само позајмено нешто? Позајмено. Таа е од Сиднеј, вие живеете во Мелбурн. Веројатно тука е разликата. Да, јас живеев во Сиднеј 10 години. Да. Но романот е автобиографски до тој степен како што секој роман е автобиографски. Јас мислам дека изборот за протагонистката како иселеничка беше направен за мене, затоа што мислам дека ние како иселеници губиме дел, ја губиме таа привилегија да даваме морални императиви за местата во кои што се враќаме, како треба да биде, што треба да се случува, но мислам дека не губиме од можноста да ја споделиме нашата перцепција за што се случува, како нели нашите чувства за тие места во кои што ние се уште се враќаме и се уште ги нарекуваме дом. Да, го разбирам тоа, иако нели баш не е јасно ние што станавме тука во Македонија, веројатно сите ние сонуваме да заминеме некаде на некое посрекно и побогато место, но и не е баш така, нели? Сепак му се враќаме на родното Куманово. Да, јас откако заминав во Австралија, првин се враќав секоја година, некои години и по 2 пати. Имам останувано потолку и од 1 година, но за време на ковид пандемијата се нема вратено 4 години, па еве сега сум тука. Да, таму беше баш сериозно тоа со ковидот во Австралија, мислам како на ниедно друго место во светот. Да, така. Ние на почетокот не видовме нешто многу од пандемијата, затоа што од кај нас дојде малку подоцна.
но подоцна ги затворија границите и јас 4 години се нема вратено, се нема видено со мајка ми, татко ми, со сестра ми. Да, тоа е сигурно многу тешко. Да, доста тешко. Навистина ли имало речна плажа во Куманово? Да. Тоа е точно. Тоа е точно, да. Тоа е лајт мотивот во овој роман. Да, нели протагонистката се враќа и баба ја открива дека во Куманово на времето имало речна плажа и тоа мислам за нас, за мене лично исто е незамисливо и за многу од моите пријатели е исто така незамисливо од нашата генерација. На сите нас не е јасно дека културните и општествените релефи кои постоеле нели за време на животот на нашите баби, дедовци, мајки и татковци повеќе ги нема, но мислам за нас помладите ние се имаме соочено со тоа, се имаме научено да живееме во едно општество со еден мега наратив дека лошите времиња доаѓаат, а не проаѓаат, но се имаме соочено со тоа. Но сега се соочуваме со еден друг вид на загуба, а тоа е загубата на природните релиефи. И мислам дека со овој роман пробав да откријам што всушност, како еден човек треба да тагува по загуба и на природни и на културни релиефи исто време. Да, тоа јас како скопјанец тагувам по она Скопје од 20 и 30 години кој не постои веќе, сега има некој ново Скопје кое го живеат моите деца и нивните врсници. Куманово е нели родно место, но во исто време е преполно со ѓубре и е загадено нормално за австралиски стандарди. Ние тука за Скопје, скопјани за кумановци мислиме дека живеат на Алпите, колку е Скопје па загадено. Но сепак воздухот и не е чист, особено во зимскиот период. Како се пронаоѓа тука, нели, од една страна има љубов, тага за родниот крај, од друга страна па и тажни сте што е така изгледа родниот крај. Да, дефинитивно сум тажна. Мислам дека местата во кои што живееме се во постојан диалог со нас. Тоа не се само Како диалог? Да. Ни кажуваат дека нешто не чини, дека нешто треба да се направи. Ни кажуваат дека нешто не чини, но исто ни кажуваат за нашите вредности, за нашата некоја внатрешна филозофија која ние ја носиме во себе, што дозволуваме тие места да изгледаат како што сега изгледаат. И како што реков нели претходно, тоа не е нашата традиција, не е во нашата култура, а сега просторите во кои што се гради една генерација, нели во кои што растат помладите, растат во нели со урнатини, со загаден воздух и мислам дека тоа им кажува и на нив што всушност ние вреднуваме и што е нашата култура и тоа е доста тажно според мене. И што е решението за Куманово да се исчисти, да се проветри, да се Да, па еве Како тоа во Австралија ви го решавате? Во Австралија доста интересно, мислам, има океани, сите страни. Да, и субјективно еве од мојата гледна точка. Во Австралија нема разлика, на пример, секој дел од земјата го чувствуваш како твој. Нели така и пошто Австралија е колонијално општество, всушност не е наше, туку е зависи од кој народ живее во кое место. Јас живеем во Мелбурн, кој е на Ворунџури народите од Кулин нацијата, и тие постојано зборуваат за љубов спрема земјата. Значи, земјата е твоја без разлика дали е тоа твојот двор или е надвор од твојот двор, дали ја поседуваш или не ја поседуваш. И на пример мислам дека тоа е доста важно затоа што како ги третираме просторите кои што не ги поседуваме и просторите кои што нели всушност ги поседуваме преку нашето државјанство, да кажам. И мислам дека таа љубов кон земјата е малку поразлична таму, значи парковите, дури комуналните простори се почитуваат затоа што ги чувствуваме како наши. А тука Па добро, тука со години некој се обидува да ни објасни дека тоа нешто и не е баш наше, дека некој го запоседнал, го приватизирал, точно, да. Го експлоатира и заработува на тоа, да. А ние стоиме отстрани и гледаме. Хај сега да поразговараме која е всушност Ана Аврамовска. Вие студиравте во Австралија, како млада се преселивте, 18 годишна предпоставувам? Да, 18. Како тоа од Куманово да се стигне во Сиднеј или во Мелбурн, каде? Вака, јас заминав во Австралија на 18 години, таму го запишавме прв факултет економски.
По завршување на факултетот во Сиднеј почнав да работам во Канал 7, кој е една од најголемите телевизиски куќи во... И сте работеле на некоја голема ТВ серија, Да. високо буџетна. Која серија е тоа? Home and Away. Стварно? Да. Сум ја гледал. Да. Тоа е едно од мислам дека веќе трае 30 години. Работев на Home and Away и таму всушност запознав многу креативни луѓе, режисери, сценографи, сценаристи, кои што всушност погледна од некои моите текстови и ми ја вратија самодовербата да продолжам да пишувам, но јас како перфекционист, нели како иселеник се наоѓаш на меѓата помеѓу два јазика, две култури, се чувствував како да го губам македонскиот, но како никогаш како да не можам да кажам дека англискиот е мој јазик, па запишав втор факултет, лингвистика и Англиски јазик. И англиски. И го завршив и тој факултет. Да, го завршив И и тој после факултет. што направите со вашето образование? Потоа завршив, додов во Европа да земам сертификат од Универзитетот на Кембридж за предавање англиски. И после тоа, сега моментално го завршувам мастерот по уредување во Мелбурн, затоа и се преселив во Мелбурн, затоа што само таму... По уредување? Да, издаваштво и уредување. Паблишинг. Да. Паблишинг, да. Одлично. Значи имате два факултета, пред крај сте со магистерската, имате сертификат, предавате англиски на странци. На странци, да. Да, кој не име прв јазик. Да, втор, трет. Втор, трет англискиот јазик. И имате едва 30 години и вообичаено, ова јас се го повторувам, бидејќи вообичаено на ова столче седат функционери, политичари и ванаби функционери тука во Македонија и треба да се барем четворица или петорица за да имаат образование како вас. Да. И ако добро разбрав, вие сте и консултант во владата на Австралија. Не, во невладино. Не владин сектор, Да. добро. И работите на? Работев, сега работам на преводот на романот на англиски, но работев како консултант за Generation Australia. Тоа е една организација која заедно со владата на Австралија пробува да ја намали невработеноста во Австралија и да им помогне на луѓето кои имаат поголеми бариери за наоѓање на работно место. место. Има невработеност во Австралија? Да, дефинитивно. Ние ништо не знаеме очигледно. Да, дефинитивно има невработеност. Најчесто тоа се нели луѓето кои имаат јазична бариера, културна бариера, кои имаат на пример самохраните мајки кои што на пример голем дел од својот живот поминале нели како низ домот и сега се враќаат на работа и ние пробуваме да ги преквалификуваме и да им дадеме можност за да се вратат повторно на работа. Добро. И претпоставувам образование некакво им давате? Да. Тие избираат некакви вештини. Да, ова е академија, тие избираат курс кој најмногу ќе им одговара и ние пробуваме да нели да се потрудиме тие да им помогнеме за да можат да завршат, а потоа и да се вработат. Да се вработат, да. Прилично благородно звучи тоа. И сега велите ќе го преведете романот на англиски. Ама пред тоа да ми кажете, како се сноѓаат нашите селеници таму? Невработени ли се или работат? Дали да ги мислиме? Не, работат дефинитивно. Работат сите, нема таму невработен македонец. Да, македонците работат, да. Мислам дека луѓето од регионот се познати како луѓе кои доста работат во Австралија. Значи немаат културни пречки. Имаат пречки, но се работат. Секој на свој начин или се снаоѓа. Имаат и тука културни пречки, па Да, баш така. Се снаоѓаат и работат. Да не се секираме за нив. Не. Си работат. Да. Добро, романот ќе се преведува на англиски и ќе се издаде, пошто ја гледам ќе магистрирате баш издаваштво, уредување и... Да, сега се во процес на првин треба да се преведе, па да се прати нели на издавачки куќи и да видиме која издавачка куќа. И во Австралија ќе има и промоција, значи. Да, во Австралија ќе има промоција на македонскиот има наши. Да, има наши. Сега. Тука ја промовиравте книгата во Куманово, дали ќе имаме и тука промоција во Скопје, па и ние да дојдеме на таа промоција? Можеби на пролет. На пролет. Така се договоривме со мојата уредничка Милена Силјанска. Одлично, да. Добро, јас благодарам за ова гостување, навистина уживав.
книгата Водни тела, каде може да најдат нашите гледачи? Во сите книжарници на 3 и онлайн на kupikniga.mk. Одлично, да, значи 3 купи книга онлайн МК и ќе добиете книгата Водни тела од Ана Аврамовска. Почитувани гледачи, одиме со кус блок на реклами, а потоа имаме и нов гостин во нашето студио.